Пред малиот екран. Првачето Ета неодамна гостуваше во една детска емисија на телевизија. Како се случи тоа, се прашувате? Имаше среќа да биде гостинка во емисијата во која посакуваа да гостуваат сите деца. Ета е среќно дете. Внимавај што ќе кажеш. Ја советуваше таткој додека го чекаа водителот во просториите на телевизијата. Прво убаво размисли, а потоа одговори. Аман, тато, те молам, 100 пати сум ја гледала емисијата. Знаеш ли колку лесни прашања поставуваат? Ако, ама ти, што јас? Зар јас не знам кој ми е татко, која ми е мајка, кое одделение сум? Ете, тоа прашуваат. Добро, попушти таткото. Ти си знаеш. Секако дека знам. И математика знам, и природни науки знам. Што и да ме прашаат, се си знам. Зборуваше сигурно и убедливо. За кратко време, водителот се појави наврата. Тој застана покрај Ета и рече: Здраво, јас сум. Знам, рече Ета. Знам кој сте, но доцните точно 5 минути. Водителот се насмевна и рече: Тогаш да не губиме повеќе време. Откако и го наместија микрофонот, се упатија кон студиото. Почекајте тука, му рекоа на таткото. Се гледаме за 1 час. Времето брзо помина. Водителот и Ета насмејани влегоа во просторијата. Умно дете Евгенија, ја пофали тој. Се гледаме в недела во 12 часот пред малите екрани, се насмевна и замина. Во неделата целото семејство се нацрта пред телевизорот. Ета, мајка и, татко и постарата сестра која одеше во 7 одделение. Имаш ли брат или сестра? Прашуваше водителот од ТВ екранот. Да, имам постара сестра, одговараше Ета. Таа по цел ден вежба задачи по математика со минус и плюс и јас си кажувам како да ги реши. Навистина? Се исчуди водителот. Да, тато и покажува, а јас се решавам, одговараше Ета. Мајката и таткото се насмеја, а сестрата извика. Што? Таа ми ги решавала задачите. Како ќе се појавам утре на училиште? И избега во другата соба. А Ета ги погледна сите со чудење, го крена носето и едва сопирајќи ги солзите рече: Не знам што е смешно, гласот веќе и трепереше, но сега знам дека не сум среќно дете. Што дека бев во емисијата кога дада ми се лути, а вие ми се смеете, рече и избега во својата соба. Мајката и таткото го исклучија телевизорот и потрчаа по своите деца. А вие, драги дечиња, што мислите? Зошто се налути сестра и на Ета? И зошто Ета избега во својата соба?